Добро утро на сите. Драго ми е што пак можеме да бидеме сите заедно во утро. Драго ми е што можеме да се поучиме од Божјото Слово и да бидеме дел од она што ќе го направиме денеска за што ни е радост на сите во самата црква. Зборуваме за давање на детето на Бог. Посветување, практично, значи тоа. Сега, ние што имаме деца малку подолго време, некој повеќе, некој помалку, јас сум сигурен, оти сме биле во ситуација некој момент да може да кажеме, да може да го спакувам, да го вратам на за Господи, ти ми го даде, земи си го, ќе ти бидам многу благодарен, ево ти го, носи го. Зошто? Ќе почнат проблеми, ќе почнат маки, ќе ни почнат некои тешкоти во животот со децава, она што сакаме да го направиме е, Боже, ти си крив, ево ти го. Истиот тој проблем се случува, знаете, еден ми кажа, вика, ја за изгубив белешката, иначе ќе го вратив. Не е поентата кога зборуваме за давање на Господ, дека Боже, доста ми е од ова што си ми го дал, фала ти многу, земи си го назад. Ама кога зборуваме за посветување на дете, она што јас сакам да го зборуваме е следното, дека Бог ни ги дал децата. Ние се согласуваме со тоа дека детето ни е дар од Господа. Што ме детето дар од Господа? Следното прашање е што ние ќе направиме со тој дар или како ние ќе се споиме или како ќе го искористиме тој дар. И првото прашање што се поставува тука реално е ова. Дали навистина препознаваме оти децата ни се скапоцен дар од Бог и дека тие во крајна сметка секогаш му припаѓаат прво на Господа, а после нас. Ке зборувам за ова малку покасно, малку повеќе, ама сакам сега чисто како прашање да си го поставиме на почетокот. Дали ние кога зборуваме детето сакам да му го дадам на Господа као Боже, ти се кирај се за моето дете, дали тоа значи да ти препознам дека всушност детето не е мое? Да, сум добил некаков дар, ама реално не е моја. Пак ќе речем, ќе зборнам малку повеќе ова. Второто нешто, дали навистина му ја дадовте на Бог со ценноста на нашите деца? Односно, дали разбравте оти Бог е одговорен за начинот на кој се создадени, какви се, што се, какви се, и дека Бог веќе има план и цел за цела нивна иднина. Ова е малку потешко. Оти ние мислиме дека јас сум кројач на мојата судбина. Јас ќе направам тоа што треба. Јас сум оној што ќе му го упати патот на моето дете, јас ќе направам се за него. Јас среќавам многу луѓе. И сега ево од понеделник, имајте не во молитва, почуваме повторно со кам за родители со деца со посебни потреби. И често пати кога ќе заглавиме со некои луѓе кога сме почнали да правиме мове, ама чекај да ти кажам што се јас правам за тоа дете. Ако е детето нормално, пак чекај ја да ти кажам што се правам за тоа дете. Јас сум таксист, на 20 места го носам во неделата и сите тие работи ги правам за моето дете. Гледај колку јас правам за него. Тоа е супер. Ама као христијани мора да прифатиме, ќе зборувам за тоа малку повеќе подоцна, дека јас не сум тој во крајна сметка што ќе постигне било што. Зошто? Заради тоа што Бог е одговорен за начинот на кој се создадени. Бог е одговорен за нивниот карактер и Бог го знае и планот и целта за нивниот живот. Наше како родители е да им помогнеме да ја откријат и да ја живеат. Знам дека ова води контра на некои наши размислувања каде што јас и мене сме во центарот и ние знаеме како ќе ја направиме целата работа. Ќе зборувам, пак ќе речем малку покасно за тоа. Сега повторно, дали сваќаме дека секој дете што Бог ни го дал со одговорност ние да им го покажеме патот на децата како родители. Дека одговорноста е прво за нив. И затоа сакам да погледнеме неколку библиски примери и да видиме што всушност тоа значи или како ќе значи тоа за нас денеска. Ќе ви текне онај апла пример стално што го користиме за Хана и Самуел. Ви текнува Хана, жена која нема деца долги години, цело време се моли во храмот, цело време зборува, луѓето не ја сваќаат незината болка, луѓето не ја разбираат како проблем, свештеникот не ја разбира дури. Таа плаче, вика, аман мори пијана, губи се од тук, оди си од црквата. Незината реакција беше, нели, јас се молам за Бог да ми даде дете. И потоа во 1 Самуилова, 1 глава 27 и 28, има една многу убава молитва, вика, за ова дете се молев и Господ ја слушна молбата моја, зашто му се молев и јас го предавам сега на Господ за сите денови за животот негов, нека му служи на Господа. Сега ќе речете, да, она го однесе во храмот. Каде се 23 собрани во моје име, таму сум и Господ, таму сум и јас, вели Господ, таму е храмот Божи. Кога Бог ви го дал детето во семејството, ви го дал во Божиот храм. Во кој треба тоа дете да му се даде на Господа за служба.
Тоа не значи дека пастор ќе стане веднаш, тоа не значи дека мора мисионер да биде, ама тоа значи дека се што ќе прави да го прави како за Господа. Да го научите дека неговата одговорност не е ти биди добар за јас да се фалам со тебе колку си ти добар како дете, туку го правиме заради Господа и славата негова. И плюс вика, а за ова дете се молев и Господ да слуша молитвата моја. Најголемиот дел од нас тука, кога сме стапиле во брак, сме рекле Господи те молам дај ни деца. Вака или онака. И Господ ни дал дете. И викаме, фала ти сега, земи си го, не е оно што јас го сакам, брате ми, дај ми нешто друго. Ај помислете малку на тој начин. Да беше друго, ќе беше поарно. Не. Тоа што сме го добиле, е тоа што Господ сакал да ни го даде. Сега, некој пат е тешко. Кога имате лице со попреченост, ќе речете, па баш мораше ли мене да ми се падне? Ама, тоа е веќе друга приказка. Поентата е дека Господ ни го дал она што сакал нас да ни го даде и ништо повеќе. Ке се сетите на Јосиф и Марија. Нели? Тука. Јосиф и Марија го зимаат Исус и во Лука 2:22 вика кога се навршија деновите за нивното очистување, според законот на Мојсей го донесоа во Ерусалим да го представат пред Господ. Ке речете да, си го исполнија теркот, како што си беше адетот да го направи. Ај сетете се дека Господ и каже на Марија дека ова дете ќе нема татко. Татко ќе му биде Бог. Ова дете ќе биде Бог отелотворен. Јосиф знаеше дека Бог отелотворен. И повторно, двајцата викаат, Боже, ти го даваме тебе. Сака да го исполни, сака повторно каже, ти си ни дал некој за кој ќе се грижиме сега еден одреден број на години. Ама ти си ни го дал, ние го прифаќаме, ние го зимаме, затоа го представуваме пред тебе, пред Господа. Тука. И оној текст кој е многу познат за нас, и сакам да го погледнеме малку, иако ќе се задржам малку повеќе на него, е во Создавање 22, од 1 до 13, за Авраам и Исак. Многу познат текст, сите го знаеме, сите сме го читале 101 пат, сигурно, ама сакам да го погледнеме малце поинако. Ни дава Библијата такво право. Создавање 22, 1 до 13. По тие настани Бог, испитувајќи го Авраам, рече Авраме, а тој одговори, еве ме. Бог продолжи, земи го синот твој единец Исак, кого што многу го сакаш, па оди во земјата Морија и принеси го таму како жртва сепаленица на една горичка што ќе ти ја покажам. И утредната рана од како стана, Авраам го оседла магарето свое, зеде со себе двајца од слугите своји, и Исак синот свој па откако нацепи дрва за жртвата се крене и појде на местото за кое му рече Бог. На третиот ден, кревајќи ги очите своји, Авраам го здогледа местото оддалеку. И им рече Авраам на слугите своји, останете ви овде со магарето, а јас и детето ќе одиме онаму. Па од кога ќе се помолиме, ќе се вратиме кај вас. И зеде Авраам дрва за жртвата, му ги натовари на Исак синот своја, самиот тој зеде во своите раце оган и нож. Нема кибрид, нема упалјач, си зема оган и нож, па отиде во бајцата заедно. Тогаш му рече Исак на Авраам, таткото свој, татко, а тој одговори, што е синко? А тој рече, ете оган и дрва, каде е јагнето за жртва? Авраам одговори, Бог ќе си прибави синко јагне за жртва. И обајцата го продолжија патот заедно. И стигнаа до местото за кое му беше рекол Бог. Тука Авраам направи жртвеник и кладе дрва на него, а откако го врза Исак, синот свој го стави на жртвеникот врз дрвата. Тогаш Авраам ја пружи раката своја и го зеде ножот да го заколе синот свој. Но ангел Господов викна од небото и рече, Авраме, Авраме, а тој одговори, еве ме. И ангелот продолжи, не креваја раката своја на детето и не прави му ништо. Еве сега знам дека се плашиш од Бога, штом не го пожели ни синот свој единец заради мене. И Авраам ги крене очите своји и погледна, а тоа зад него овен кој се беше сплеткал со роговите во гасталакот. И Авраам отиде, го зеде овенот и го принесе како жртва сепаленица место синот свој. Се сеќавате на текстот што го читавме 13 глава претходно. Ви текнува? Замислете од излез дека ова е истото што Авраам го направи. Двата текста се многу блиски еден со друг. И ова е интересно дека Авраам буквално неповратно сакаше да му го даде својот син на Бога. Го бараш мојот син? Еве ти го. Си ми го дал? Ево ти го, земи го. Шок. Јас не знам дали би можел такво нешто да направи. Интересно е дека тука зборува дека Авраам го сакаше својот син Исак. Не рече ке се оттарасам од него. Авраам го сакаше синот свој и вика, земи го синот свој единец Исак, кого што многу го сакаш, и принеси го за жртва. Исак беше чудо од дете. Се роди во време кое никој не очекуваше. 100 годишен маж, 90 годишна жена
Има бебе. Дадено по благослов. Тука има многу чуда што се случиле, ама ајде, само за дете да зборуваме. Неверојатно беше за Авраам тој да го донесе своето дете да каже, еве ти го Господи, на начин на кој ти сакаш да го земеш. Ама, ако се ставиме јас и ти во истата позиција, мора да сватиме дека буквално ако не се откажеме од своето дете на исти начин, не кажеме, Боже, јас го давам моето дете на тебе, па ти сега прави што сакаш и како сакаш, тука ние всушност и немаме друг избор. Што мислите, колку време ќе биде се децата со вас? Кога е малечко бебе, не мислиш воопшто. Ама ќе дојде 18, 19, 20 години, ќе си го фати својот пат, ќе си замине од дома, нема веќе да го видиш можда со години. Ако ти живее во странство, ќе го гледаш на празници. Не, јас моето дете го сакам тука да биде до мене, до еден момент, после ќе си замине, иначе ќе имате патологија, ќе имате проблем психолошки. И они вие. Кога тогаш детето ќе си замине? Детето не е ваше. Да е ваше, ќе го фатите под мишка и не го давате на никој цел живот. Не е вистина. Уште од самиот почеток, кога Господ го создаде светот и бракот, рече ќе го остави човекот, таткото и мајката, ќе ги напушти родителите и ќе стане едно тело со жена му и ќе се тргне на страна. Ќе биде нова клетка. Ако не сте свесни сега, ќе бидете лош свекор, лоша свекрва, лош баба, лош дете. Одма да ви кажам. Моje е, не го давам на никој. Не е твое. Бог ти го дал. Од кај знам дека Бог го дал? Затоа што има луѓе што цел живот се мачат да имаат деца, па не можат, а има луѓе што не сакат, па пак и ги одимаат. Бог ги дава кога сака. Како сакате завртете ја работа, тоа си е факт. Погледнете, па вратите се назад. Ако не верувате. Ама интересно е и ова. Ако Авраам одбиеше да го даде Исак на Бог, ќе ги изгубеше сите Божји ветувања и планови за Исак. Исак реално ќе умреше жив, ќе умреше непознат како секој номад. Ќе беше едно дете кое негде таму некој пати, некој можда човек го имал. Ако Авраам не беше спремен да каже, Господи, ти верувам, ево ти го детето што ми го даде. Ако ти и јас не речеме, Господи, си ми дал дете, ево ти го назад тебе, твое. Јас ќе направам се што стои до мене. Си го дал кај мене, си ми го дал во семејството, моја одговорност е, се ќе направам, ама во крајна сметка тоа дете, таа е твое. Ако не дојдеме во тој момент, детето ќе изгуби мали милион благослови што Господ сакал да му ги даде, а не ги добил. Бидејќи Авраам, и се ова интересно, бидејќи Авраам послуша и го даде Исак на Бог, Исак ја доби полнотата на Божиот најдобар план и ветување за неговиот живот. Исак немаше да биде таткото на нашиот Господ Исус Христос, ако Авраам не беше спремен да каже, Боже, ова е твое дете. Ако вие не кажете, Боже, ти си оне што се грижи за ова дете, а не јас, може до гроб да отидете и ништо да не смените. Ни во неговиот, ни во вашиот живот. Само живи да си изедете. Зборувам и за себе, не зборувам само за вас. Божиот план му ги исполни најдобар план и ветување за неговиот живот. Интересно е дека стана богат човек. Не знам дали го забележате. Второ, стана прататко на Божиот син Господ Исус Христос. Преку Исус Христос Исак влијае во секој човек денес. А јас ќе кажам еден чекор понатаму преку Авраам, кој беше спремен да каже, Господи, си ми го дал, ево ти го тебе. Ова често пати се случува кога ние сакаме да избереме што ќе прави нашето дете. Со кој ќе се ожени, кај ќе живее, што ќе прави, што ќе јаде, што ќе пие, што ќе облече. Во еден момент, во еден период мораме да го правиме тоа. Тука нема бегај. Малечки се, наши се, мора да си ги пази. Ке дојде еден момент кога мора да го оставите детето да сгреши, да направи белја, да се изгори, да почувствува. И да кажете, Господи, во сето она што му следи сега во животот, ти биди оне што ќе го чуваш. Јас ќе се молам за него, ќе го пазвам, ќе го чувам, ама твое. Ти си го донал на оваа земја, твое. Дај му шанса да поверува, дај му ги сите шанси и тера тука натаму. Оти нити ни јас не можеме реално да направиме кој знае што. Значи, ние мораме да научиме од Авраам тука неколку работи, оти ако одбиеме и кажеме, не, ова е моје дете, не е Божје, можеме најдобриот план за неговиот живот што Господ има да му го одземеме. И да му дадеме нешто втора, трета, пета класа, што ние мислимо ти е подобро. Сега ќе речете, кога вака ги поставуваш работите, нели, а како поинако?
Ајде, вие што имате мали деца, е друга приказната, знаете. Има вака да биде и готово, па што сака нека. А вие што имате големи деца? Вие што имате деца што се веќе во брак? Колкава мок имате да кажете, вака ќе си го живее животот и јас така кажам. Секогаш кога ќе го направиш тоа, муускратуваш на детето благослов, си правиш проблем, како ги расправи во животот. А да не зборувам за духовните благослови и духовните проблеми. Ова не е да ве тепам, не е да се тепам јас по главата. Ова е реалноста, бидејќи денес имаме посветување на мало дете и сакам да научиме нешто кој ќе ни помогне, кој ќе излеземе од тука да ни значи на сите нас утре во понеделник. Не само на Никола и Нена, него и на нас. Овде. Има 4 елементи, јас мислам, на давањето на вашето дете кон Бог. И мора да се пофалам тука нешто, како сакате сватате ме. Прв пат успеав после 100 години проповедање да направам алитерација. Знаете што е алитерација? Кога секоја точка ќе почне со иста буква. Замислете, кога заврши викам, Лене, види, прв пат ми успеа нешто да направам такво. Обично јас се нервирам кога некој ќе дојде да проповеда од странците, нели? И ќе почне, има 5 точки што ќе ги каже и сите почнуваат со иста буква на англиски. Никако не можеш да ги преведеш на македонски за глава. Сега ги направив на македонски, извинете. Првото нешто е, давањето на вашето дете на Бог е потврда на вашето љубов кон Бог. Зошто? Затоа што моето дете ми е најскапото нешто во животот. Вистински нормален родител е спремен животот да го даде за своето дете. Вистински родител е спремен секој пат да даде се што има, се што може и не може за своето дете. Тоа е реалноста на ситуацијата, тоа е фактот. Тука. Тоа е вистина. Ама, тоа значи нешто повеќе. Мојата љубов кон Бог исто така ќе каже дека тоа дете не може да ми го земе местото на Бог во животот. Не може, зошто живееш за моето дете? Твоето дете, како што рекол, ќе си замине, ќе си отиде, ќе го снема еден ден, свесно, несвесно, сака неки, ќе си отиде од дом. Или вие ќе си отидете, ќе си умрете и готово. Па нема да бидете заедно. Или, едното или другото ќе се случи. Ама, кога ќе го дадеме детето на Бог, тоа исто така значи дека имаме одговорност што ќе правиме. По смисла, може ќе треба да се дисциплинира. Може би ќе треба да се каже не. Може би ќе треба да се каже не, до тука ти е границите. Може ќе треба да поставиме вакви или онакви граници. Ама сепак викаме, се тоа го оставам, бидејќи ова дете во крајна сметка е Божјо. Знаете, ова нема врска со посветување на дете, има врска со нешто друго. Ама, знаете дека најголемиот процент на бракови што се разведуваат се на 3 до 4 години од моментот кога ќе се, нели, од кога ќе се стапи во брак, или на некои 23-4 години после стапување во брак. Знаете зошто? Затоа што до 3-4 години едва и луѓето се научат кои се, што се, како се. Над 20 и нешто години брак кога луѓе се разведуваат, причината е најчесто ти двајцата немаат ништо заедничко освен детето. Проверете статистики ако не ми верувате. И кога немаат ништо заедничко освен детето, детето си заминува и вика зашто сме ние тука двајца заедно. Тоа е реалноста. Зошто? Затоа што детето го зело местото на Бог. Затоа што потомството го зело местото кое му припаѓа реално на самиот Господ. Да, ние ќе направиме, пак ќе речем, се што можеме за децата, ама ево го Авраам што направи. Беше спремен да го даде Исак. Покажуваше дека неговата страхопочит кон Бог, неговиот став кон Бог, дека Бог е прв, се друго е секундарно, ама бидејќи се друго е секундарно, Бог тука ги дава благословите пак, единствен начин на кој може да го живее животот. Ако сакате библиски текст за тоа, Матеј 10:37-38. Кој љуби татко или мајка повеќе од мене, не е достоен за мене, и кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене, и кој не го земе крстот свој и не оди по мене, не е достоен за мене. Многу интересен текст. Повторно, може малку повеќе да се зборува тука. Јас ќе кажам ова. Кога ќе ти рече некој, леле, имаш болест, си го носиш крстот. Не е тоа. Затоа што болеста не сум ја избрал јас. Овде вика ќе си го земеш крстот. Знаете во овој контекст што значи, барем така го гледам. Само нафрлам тука за размислување, некој пат повеќе.
Кога јас свесно ќе кажам, сине, сега ти треба да се завршиш твојата работа. Сега од тука натаму може да те дам да речем, Господи, оди ти напред само, биде му предна и задна стража, јас ќе се молам, ќе правам се за него, кој ќе дојде да ми помара помош, ќе му ја дадам, ама во крајна сметка, Господи, тоа е твое чедо. Ти гледај, што ќе правиш? Си ставам товар. Можам ли повеќе? Можам ли помалку? Како постапив? Зошто постапив? Јас тогаш го земам доброволно крстот. Или ќе речем, не ми треба крстот, чекај синко, ја ќе те спасам. И повторно ќе паднеме, пак ќе си навлечеме проблем. Тоа е реалноста тука. Ама ова не е само потврда. Давањето на нашето дете на Бог е признавање на собственост. Признаваме со други зборови дека ова дете ми е мене дар од Бог. Ова дете реално не ми припаѓа вистински. Па да се вратам на ова. Затоа што кажам, моје дете е моје. Ако е нешто твое, до кај можеш да го држиш? Да го задржиш? Можеш да го земеш за цела вечност? Не можеш. Ајде да се вратиме. Има ли вечност? Ако има вечност, ако има висинско небо, ако има рај што зборуваме, ако има пекол како што зборуваме, можеш ли ти да кажеш, јас си го земам детето со мене? Јас си го земам богатството со мене, јас си го земам интелектот со мене. Не можеш. Не можеш, добро. И затоа, реалноста е дека ова дете мене не ми припаѓа вистински. Ова дете му припаѓа на Бог. Зошто? Затоа што се што ќе направи избор, го прави пред Господа. 90% од тоа моето дете што ќе го направи, јас никош нема да го дознам. Нема да го знам. Мој Давид е сега во Германија. Си има своја фамилија, мислам, своја сопруга, таму се сео, не ми се исповеда секој ден да знам што прави, па да му кажам, чекај тука грешиш, поправи вака или онака направи. А можам да се молам и да кажам, Боже, води ги, чувај ги, пази ги. Моје дете, ама твое дете. Чувај го во твоите раце. Ти води го, ти прави се што имаш со него. Вие имате привилегијата да го сакате. Јас имам привилегијата да го сакам, да го тренирам ова дете. Ама не е твое. Во Псалм 127:3 устари вика, наследството Господово се синовите. Дар од него е породот. Сега, ова навлекува еден друг проблем за нас, за мене и за тебе. А тоа е следното. Фактот дека ако детето е Божја собственост, пази како се однесуваш кон него. Нашиот народ вика, туѓото се ја носи белјата. Не зборувам дека детето ни се ја носи белјата, ама тоа значи кога Бог ми дал дете, јас имам одговорност како ќе се однесувам, како ќе го воспитам, што ќе го поучувам, каде ќе одиме и што ќе правиме. Бог заповедал таткото и мајката да се тие првичните кои треба да го воспитаат детето. Да, тука и црквата, да, тука и општеството, сте чули една поговорка, нели треба цело село за да воспита едно дете. И тоа е вистина до негде. Ама основната привилегија да видите мама и тато, ми ја носи основната одговорност, да видам тој што ќе го поучи моето дете. Особено што се занимаваме со поуки, обука и учење на дете кое не е во крајна сметка мое. До крај, во овој контекст тука. Значи, зборуваме за потврда, зборуваме за признавање, зборуваме дека давањето на вашето дете на Бог е посветување. Да се гледаат децата на Божи начин, како што вика во Ефесијаните 6:4, подигнувајте ги во воспитанието и науката на Господ. Ова посветување. Посветувањето не е само церемонија. Не знам кога сакате, ама ќе дојде тука, ќе застанат Никола и Нена сега јавно, двајцата, живи, здрави тука пред нас. Тоа не е, ајде го поминеме овој терк, да си заминеме, оти некоја магична сол ќе ни посипаат нешто, знаеш, ќе ни дадат и после од тука натаму, супер ќе ни оди работата. Не. Дават ветување како што го дале пред Матичар во еден момент кога рекле да. И ќе ги држат после за тоа ветување до крај на живот. Нема да ги пуштиме да поминат и да кажат да, не. Што ветуваат? Да бидат побожни родители. Што ветувавме ние? Да го поучуваме детето за Христос, да го водиме детето во црква. Јас се извинувам, ама мене лично ми пречи, јас секој сабајле кога излезам во недела кај нас во текот на цела школска година, што ми излезам надвор на сабајле од зградата кај што живеам, од другата страна е фудбалска федерација и сите таму се сите оние стадионите што се. И има еден куп луѓе христијани кои си ги носат децата на фудбал наместо во црква.
Фудбалот е супер. Ама ако вас ви значи повеќе од црквата во воспитувањето на детето, немојте после да се љутите на црквата зошто детето испаднало онака како што испаднало. Што ќе го поучите, така ќе биде. Кога ќе му кажете се ти е приоритет освен црква, чедо, реакцијата на детето ќе биде се ми е приоритет освен црква, мамо, тато. Ема после треба да дојдеш во црква, но ти вика зошто? Јас за мене се уште не сватливо, како сакате, сватете ме, дете ми каже јас не ќе додам од црква и мама тато ја кажат нема проблем, седи си дома. Ние имаме одговорност за нашето дете до моментот дека се под наш покрив. После веќе не. Ама дека се под наш покрив имаме одговорност што ќе правиме. Одговорно, ние се посветуваме да го сакаме детето. Што значи да му дадам се што стои до мене, се колку што може. Не е поента прво за мене па за него. Како во некои култури што ги имаме и кај нас што се тука наши. Имаме одговорност да се молиме за детето. Нешто важно, да останете во брак заради детето. Колку зависи од вас. Тоа што пак ќе речем, нели, бракот и семејството основната един каде што детето расте. Да го направиме домот свето место, да се откажеме од световноста, да живееме праведен живот. Милион ствари ветуваме ние, кога ќе речеме, го посветуваме моето дете на Господ. Не една, не две, многу се тука. Церемонијата, како што реков, е нула. Церемонијата само по себе, ако нема ветување кој ќе стои пред Господа, не држи, нема ништо. Имаше еден текст кој јас често пати го слушав од мојот татко, кој слушавме со сестра ми дома, е многу в текст од Исус Навин, што стално го спомнуваме, кај што вика и така имајте страхопочит кон Господ и служете му со чистота и искреност и отфрлете ги боговите на кои им служа предците ваши од онаа страна на реката и во Египет. И служете му на Господ. Ако пак не ви е мило да му служите на Господ, одберете си сега кому да му служите. На боговите ли на кои им служаа предците ваши кога беа од онаа страна на реката, или на боговите на аморејците во чија земја живеете. А пак јас и домот мој ќе му служиме на Господ. Секој од нас родител тука има право пред Господа да избере што ќе прави. И има одговорност да живее со својата одлука. Ти знаете, браќи и сестри, едно е да кажете јас направив секолку што можев Господи, а неговите избори се негови избори или нејзините избори се нејзини избори, а друго е да кажем, леле, Господи, пред 5 години да го направев тоа, сега не може да биде вака. Од едното е нешто што сме можеле да смениме, а другото е нешто кое не зависи од нас. Има ствари кои не можеме да ги вратиме. Има работи, не можеме да се вратиме 20-30 години назад или 5 години или 10 години. Да можев. Род Стюарт песната, нели, да го знаев, тогаш тоа што го знам сега, ќе беше поинако. Ама не е така. Да знаев, да можев, не може. Потврда, признавање, посветување и уште нешто. Давањето, реков, ги потрефи во овој пат. Потврда, признавање, посветување, давањето на вашето дете на Бог е присвојување на Божиот план и ветување за животот на тоа дете. Штом ние го посветуваме детето, ние викаме, Боже, јас го прифаќам твојот план за тоа дете и за неговиот живот. Јако Божиот план е поинаков од нашиот. Што да правиме кога дете почне да ти кажеш што да учам, кај да учам? Кога ги почне да вика не ќе ова сакам, она ти викаш ама тоа не ти чини, дај барем нешто друго. Што правиме со изборите кои ќе ги направат без разлика каде се, кога нас не ни се допаѓаат? Исак ги наследи Божите благослови, односно ги присвои Божите благослови заради татко му, што беше спремен да го даде назад на Господа. И затоа тој не текст тука убавиот вика, ангелот Господов повторно го викна од небото Авраам и рече, се колнам во себе, вели Господ. Кога така направи и не го пожали синот свој единец заради мене, јас ќе те благословам и преблагословам. И потомството твое ќе го умножам и преумножам како звездите на небото и како песокот на морскиот брег, а потомците твои ќе ги завладеат градовите на непријателите своји и ќе бидат благословени преку потомството твое сите народи на земјата, зашто го послуша мојот глас. Бог вика, ти беше спремен да го посветиш твоето дете на мене, односно, ти беше спремен моето дете да ми го вратиш назад, а јас сега заради тоа ќе те благословам толку многу, што до крајот додека има свет и век, сите ќе те спомнуваат за тие благослови што ти ги добиле преку тебе.
каков потенцијал за моето и за твоето дете. Каков потенцијал за Јаков тука малиот, за Калин, за Демир, за сите тие мали деца кои ние ги посветуваме на Господ. Замислете Господ да каже, затоа што ми го посвети детето, затоа што ти се потруди да направиш се што можеше од она ја што ти го дадов, сега ќе те благословам и преблагословам и ќе ти дадам многу повеќе од колку што можеш да замислиш. И реално, браќи и сестри, ако се вратиме, сите оние што сме имале верни родители, ако се вратиме назад, ќе речеме стварно, Господи, фала ти за тие благослови што сме ги добиле, заради тоа што нашите родители биле спремни да кажат, терајте. И Господ нека биде со вас. Ние зборуваме за оној стих, поучи го момчето на почетокот на патот негов и тој нема скршне од него и која ќе остари. Ова не е ветување дека ако поучуваме дека секи оди супер. Ова е поента само дека ние нашиот дел ќе си го завршиме и кога ќе тргне, он ќе многу добро ќе знае кој пат е прав, кој пат не е прав. Колку и да не ќе дојде по правиот пат, ќе има нешто тука што вика динг динг динг, не е во ред, треба да ме вратиш назад. Треба да се вратам назад и да заокружиме. Посветувањето на дете е потврда на мојата и твојата врховна љубов кон Христос. Второто нешто е појаснување во однос на собственоста. Боже, не е моје, твое. Посветување да се одгледа дете под власта на Исус Христос. И на крај крајшта присвојување на Божиот најдобар план и ветување за животот на детето. И што направи Авраам? Авраам ја потврди својата љубов и страхопочит кон Јахве. Авраам појасни дека Исак вистински му припаѓа на Бог. Тука во тој. Адам се посвети да биде побожен родител. Забележувате. И Авраам ги присвои Божиот план и ветувања за Исак. Јас се надевам дека точно ова е она што ти и јас ќе го направиме за нашите деца. Не мора да биде јавно тука. Не мора да го земеме малото бебе. Сега мало дете, ние имаме големи деца, некои од нас, тие можат нас да не носат во раце. Не ние нив. Ама да може да кажеме, кога ќе станеме и речеме, Господи, јас те молам, јас ти го давам ова дете тебе. Ако не сум го направил до сега, ево ти го, твое. Молим те, Господи, ево го, направи го најдоброто за него. И кога ќе го направиш најдоброто за него, јас ќе се радувам за благословите што си ги дал. Јас ќе се радувам од и твојот план се исполнува за него и за мене и за сите нас.